Денеска, како ден на штедење, традиционално Сдруженијето за банкарство одржа свечена седница, на која се презентира движењата во областа на штедењето и улогата на банкарската заедница од тој аспект, и на сите нам ни беше задоволство да констатираме дека банките и понатаму ја задржуваат високата доверба на штедачите и на населението, и штедењето достигна 194 милиарди денари на крајот од септември, од кое што најголемиот дел се користи за пласирање на средства, и тоа како на населението, така и на предпријатијата. И населението е нето штедач, 94 милиарди денари се вишок на штедење, кое што банките го употребиле за кредитирање на предпријатијата, и средствата на штедењето учествуваат во покривање на кредитите на предпријатијата со 63%, и тоа е битен фактор за динамизирање на економскиот раст во Република Македонија. Исто така констатиравме дека тоа е големо признање за нас банките од страна на населението, меѓутоа исто така обврска да се грижиме тоа штедење да биде сигурно, да ние ко банки го пласираме во сигурни и здрави проекти и во секој момент бидеме во состојба на барање на штедачите и истите да располагаат со своето штедење на начин како што тие тоа го сакаат. И од тој аспект наш завет е дека и понатаму ќе продолжиме да работиме здраво и сигурно. Па стрес тестовите се добра работа и тие ја ќе споредам со една аналогија кога ние ко граѓани или ко индивиду одиме на доктор и еднаш годишно исто правиме целосен проверка на нашето здравје. И на тој начин сакаме пред време да индицираме дали има некои индикатори кои што индицираат да се преземат одредени мерки за да се подобри за здравствената состојба. Исто се однесува за стрес тестовите на банките. Значи, стрес тестот е не дали денеска сте здрави, туку дали ако се оптеретите као банка, ќе го издржите тој напор. И од тој аспект стрес тестовите треба да се перцепираат како транспарентен начин, кој што предвремен, проактивно бараат да одредени банки преземат одредени активности, и оно што е битна порака од стрес тестовите како во Република Македонија, така и во Европската Унија, дека системот во целина е здрав и може да издржи и терет што би се однесувало на нова економска рецесија, иако сите знаеме дека економијата и во Европа и во Република Македонија заздравува и се движи напред. Зголеменото штедење, особено зголеменото штедење во денари и на долг рок, е најдобар индикатор за зголемената доверба која што ја има населението во банките. Од тука наша одговорност е да продолжиме да работиме заедно со банките на зголемување на сигурноста и довербата во банкарскиот сектор.